Без амбуланта, градски превоз и детска градинка. Вака живеат жителите во приградската населба Три Чешми. Иако се на само 5 километри оддалечени од градот, велат дека се чувствуваат отфрлено, бидејќи ги немаат основните услови за живот. Најтешко им е на дечињата до 5 годишна возраст. Тие се приморани уште во рани зори да стануваат со своите родители, но и да патуваат со автобуси за да стигнат до најблиската градинка. Градинка треба гледам многу женички соблини кога на работа и дечињата ги носат до конфекциите, под конфекциите до градинката таму. Треба една градинка да има за млади. Час од рано тренува ги носи деца? Па околе 6,5. 6,5 соблини гледам, ти се ту близо одма до продавница гледам женички. Викам ти, дето се спие, оно го гушнала и автобуса и на работа, детата ги носа за градинка. Тука на тие младите е малку машно тоа. Треба да има една градинка, што виката голема населба е ваа. Во вчерашното издание на емисијата Отворено на тема, првиот човек на градот изјави дека во брзо време ќе биде решен овој проблем. Се планира отварање на мини детски градинки во приградските населби Три Чешми и Стар Караорман. Министерството за труд веќе работиме на приспособување на други две помали типови на градинки, дневни центри за деца во населба Караорман и во населба Три Чешми. Практично да можеме и таму сите дечиња кои што се на таа возраст да имаат каде да ги оставаат своите деца додека родителите се на работа, така што по 4-5 часа во денот ќе можеме и таму да приспособиме простори. Но не само градинка е потребна на оваа населба, реагира местното население. И градски да се воведе. Немаме градски превоз. Градски сообраќај да се има, автобус да се оде стално, ама да има секој сат. Ние сега знаеш како прават? Со тие таксите. Со такси одиме се да ваѓаме. Во моментот општината ја прави финансиската конструкција, колку ќе ја чини пуштањето на градски превоз во лакавичките села Три Чешми и преградската населба Стар Караорман.